Верувам дека уживате во утринскиот напиток заедно со нас, како и ние со нашите гости, а еве повторно се враќаме да позборуваме со нив и знаете дека во овој дел ќе им дадеме да излечат одредени прашања и верувам дека ќе ни одговорат искрено, а потоа ќе ги погледнеме оние фотографии кои што ги одбра за денеска да ги споделат со нас, а секако и со вас и да ги прокоментираме со збор 2. Па еве Александра, пошто си ни една дама во средина, да започнеме со тебе. Извлечи си едно, избери си едно прашање, потоа да можете вие без разлика, Никола, Урса, да. Ова се најлегитимните избори во Македонија. Да. Ливчето треба да го вратиме некако. Отворете го, Александра, ќе дадеме предност како единствена дама. Прочитете го, него нагласим прашањето и одговорете него. Кое јадење би можеле да го јадете секој ден и дали можете да го подготвите? Би јадела секој ден кинеско, ама не можам да го... Александра, кинеско. Не знам, долго време не бев тука во Македонија и не ми фалеше ништо толку, бидејќи знам да си изготвам гравче, леќа, тоа е традиционалното. Многу зачината храна, многу така различна од нашата кујна. Па добро, ама мислам дека кај нас тука во Македонија ја прават некако по прилагодена и за жал, иако имав многу обиди да го најдам рецептот дома да го направам, неуспешно. Значи, добро, ама македонската храна ја подготвуваш и знаеш тоа ти оди од рака. Да. Па сега како да ти оди кинеска, ако не си кинески? Да. Така да сите го сакаме тоа што не можеме да го добиеме. Да, добро. Господин Орца, вашето прашање, прочитете ни го на глас и одговорете ни го. Случка од детството која никогаш нема да ја заборавите. Да. Има ли така нешто интересно кое што би се провлекувало, што се вери онака како во меморија, што останало запаметено? Има, и тоа е може мојата најстара меморија што постои во мојот живот и некако што ми го тресира можеби мојот патот што денеска го водам. 4 годишна возраст во минатото постојат така наречени слави. А јас потекнам од село Бразда, во едно патриархално семејство каде што дедо ми Петар беше столб на фамилијата, беше строг, беше партизан и се славеше слава, се сеќавам и партизани се славело слава, ова е интересно. Да, беше во партизаните, беше тамо, не знам, во некој директор за другата, али си ги почитуваше славите и сите во нашето село си ги славеа славите. Не постоеше такво нешто како во градовите каде што не смееше се слави слава. Да. Случката беше тогаш за прв пат дојдов во контакт со шахот. Значи на слава доаѓаат огромен број на гости и во нашето село се носеше шах. Дедо ми имаше шах, се ставаше шахот и после во времето крај доаѓаше шахот. Ја прв пат дојдов во контакт со шахот, толку многу ми се допадна таа атмосфера на хумор, на игра и ја научив играта од гледање шах. За да дедо ми ги победи сите и после реков дедо ајде да играш со мене. Како ќе научиш, тогаш игра со мене шах и не ми удостои, али чичко ми, кој што беше најмал од сите, седне Орце и почнавме да играме. И вика, па ти знаеш да играш шах, ми вика. Па вика, мене сега ги научев од движење и од тука потекнува мојата љубов од шахот и до ден денеска ми е составен дел од мојот живот. Се навраќате ли уште во Бразда, останати? Таму живеам. Се вратив да живеем во селото. Што направивме куќа со супругата, таму израснавме синот и живее ли село Бразда? Има ли жители? Да, едно од најубавите села во Македонија, близко до Скопје. Треба да дојдеме со нашата екипа да ве посетиме. Дефинитивно. Треба да направите една прошетка. Орца, така, во село Бразда. Добре дојдени сте. Така. Никола, вашето прашање? Ја имам едно чудно прашање што не знам како да одговорам на ова прашање. Прочитете го гласно. Кога би имале можност да се смените со некоја личност на еден ден, која би била таа? Па добро, може и на период, не знам, не мора да биде. Не знам со која личност. Со сопругата. Со оглед на Тоа е добро. Наједноставно да се замените со сопругата. Замислете ги нејзините обврски, готви, пере, пегла, деца, градинки, школи, значи Па добро, вие. Добра идеја. Да не биде без одговор, добра идеја, да. Па добро, историчар се. И сега кога ќе се замените со сопругата, како ви изгледа нејзиниот ден, како вашиот? Па добро. Уврските се нас, нели, подеднакви. Нема тука нешто поразлично многу во тој поглед.
Иначе од историски личности не знам стварно на еден ден. Би сакал со некоја историска личност од античкиот период да се сменам, да видам стварно тоа, пошто ние која учиме и која пишуваме тоа сакам да историјата, кажам, да. многу романтизирано ни изгледа тоа, нели, и гледаме филмови, па да видам чисто како би изгледало. Да, за тоа. Дали е навистина така како што се замислуваме. Значи, во античкиот период би сакале да се најдете за чисто и го Чисто да го почувствувате видам, тоа што нели? сте го читали, учеле, Да, како Рим го замислуваме, а и тоа тука има голема улога, нели, Холивуд и Комерцијализација на истото. Го замислуваме како нешто раскошно нешто тоа. Стварно дали било така, не сум баш сигурен и добро е да се тоа нека биде. Рим Да. има раскош и како тоа го имаат зачувано Рим некогаш и денеска треба само да научиме од градбите кои што. Зборам како та помпезно, не е баш така големо како на филмови што изгледа, нели? да. Убаво, добро, убава идеја е доколку имате можност да патувате низ времето. Да. Или првата или втората идеја, која е да се прифати. Првата. А добро, Иве, во однос на јадење, имате ли некое омилено јадење, Еве, кога би се замениле со сопругата, што би подготвувале вие секој ден? Или кое е јадењето кое таа ви го подготвува, ви е омилено? Во последно време пробувам да се хранам поздраво малце. И со спортот, да почнам да спортувам, да Физички активен. физички да бидам повеќе активен, бидејќи генерално живееме многу седечки начин на живот. Дали сме во канцеларија, дали сме дома, дали сме во кола, значи ние постојано цело време седиме и започнувам не знам, да јадам повеќе салати и такви работи. Немам некој омилено јадење за кое би се приврзала, како што кажа соговорничката, дека кинеската храна ја, немам некој, сакам да пробам се. Значи во која држава да отидам, сакам да пробам локална храна, немам проблем со тоа, не знам да јадам. Да видиш што локалното настанени јаде. Разни вкусови да пробам, немам проблем. Немам некој специфично омилено јадење, да кажам. Така, Орце, што е традиција во вашето село? Јас би останал без коментар. Мојот изглед кажува све. Секако, традиционална македонска храна. Последните 10 години сум вегетаријанец, не јадам месо, али сето друго останало си го конзумирам во поголема количина. Кој тогаш спомнате дека се вегетаријанец, кој тогаш тој некој оброк или храна која што да речеме еве сега ви салатите, сирење, јас сум зависник од млечните производи, сирење, кашкавале, секој ден. Не може да го замислите животот без тоа. И најомилен им е ајварот. Така. Ајварот, сега е така. Добро, додиме со фотографиите. Ајде да започнеме со фотографиите на господинот Никола, да ги погледнеме и секако да ги прокоментираме со збор 2. Ево, ова ли се од овие денови кога започнувате со спорт и се едно другоче? Не, ова ние кученце што го земавме, бидејќи претходно имавме малам од големо куче, за жал тоа угине и многу трогателно вакво. Го преживеавме сето тоа. Ова ни е новото другарче, новиот член на фамилијата и затоа ви испратив токму оваа слика. Како се вика? Лоли. Лоли. А моето зерче. Тоа е фотографија со моите професори на промоција во Музеот на македонската борба. Така една што ми останала, слики ви ги симнував од Facebook, што ги имам ујавувано јавно. Што ми останала као спомен со професорите каде што сум сликам, бидејќи немаме нешто многу фотографии од многу настани кои заедно на кои сме присуствувале заедно, така да ова е една од поретките, да кажам. Ова е кучето кое тука сум со синот и кучето за кое претходно ви кажав, кое угине, иначе сум голем, јавноста не знае, бидејќи многу за политика само збориме во јавност или вака за историја, сум голем љубител на кучиња и мислам дека навистина треба сега новата локална власт да се погрижи за уличните кучиња подобро да бидат згрижени во градот. Ова е во Музеот на македонската борба, ова е кама од Илинденското востание за периодот за кој говоревме, затоа мислам дека е интересно да ја споделам со вас оваа фотографија. Па да, треба да се... Знаете, кога држите предмет со стар предмет со голема важност, чувството е малце
Не секој има можност да ги држи тие предмети, но кога има некој, тој е период кога работев во музеот на македонската борба пред едно 12 на година или 13. И од тогаш е фотографијата. Тука сме со синот во Будимпешта пред главната катедрала сликани, бидејќи често патувам сам низ Европа. Пред колку месеци беше, не знам, пролета беше, решив да се прошетаме малце низ Европа. И ова се фотографии од нашето патување. Има 2-3 фотографии. Ова е Будимпешта, главната катедрала. Ова е дел од мојата политичка активност, бидејќи сакав да опфатам повеќе делови од мојот живот. Тука сме на трибина каде што зборуваме за евроинтеграциите на Македонија тука конкретно сме со министерот Александар Николовски и градоначалникот на Штип. Но тука тема не се транспорт и врски, зашто е сега министер, тука зборуваме за евроинтеграциите на Македонија и европската иднина на секогаш актуелна тема. Секогаш актуелна тема, да. Ова е Виена, исто така со синот, позади е палатата Хофбург, местото од каде што владееле Хабсбурзите. Да. Тоа е многу интересна приказна кој го интересира. Една од најмоќните фамилии во историјата на човештвото, која владеела со цела Европа, па речи 1000 години владееле, со Австро-Унгарија, со Италија, со Шпанија, со Германија, со делови од Франција, така да едно многу интересно место, ова е палатата. И значаен момент во историјата, нели? Значаен момент во историјата, да. И како ги имаат зачувано градбите кои што постојат? Да, ова исто така ми од трибини кои ги имаме држано за политичка идеологија и историја на македонскиот народ. Исто така стара фотографија пред 15 години, ма тука помина тоа, мислам нека. Да. Уште една фотографија на истата тема. Колку сега се одржуваат вакви некои трибини, да кажем, или вакви некои дискусии? Па се надевам дека младите сега одржуваат. Тука сум јас 20 и не знам 3-4 години. Се надевам дека да одржуваат ораторски вечери, политички трибини, бидејќи младите треба да се развиваат во тој правец, да мора да. Колку студенти имаме на историја? Ова е малиот која проводи, затоа ја извади в колачење, јаде стапалца. Ете така. Традиционално така се подготвува. Студенти на историја имаме се помалку. Еве сега говоревме дека има само 8 студенти на предметот запишано, што е поразително за нашата држава. И мора тоа мора поттхитно тој тренд да се смени, бидејќи јас кога учев, не е тоа нешто многу одамна, бевме 50 на луѓе запишани. Со тек на време нели се прави селекција, ова е дел од малскиот живот мој. Така. се прави селекција помеѓу на крај кои нели ќе завршат и ќе успеат понатаму да продолжат во таа професија, но мора младите да се вклучат во општествениот живот. Ние бевме многу повеќе вклучени со идеја за без разлика кој во која област, дали во невладен сектор, дали во политичка партија, со сопствена нели идеологија, имавме цел да нешто смениме во државата, да нешто допринесеме, не за своја лична корист. И мора младите за општо добро. За општо добро, да. Мора младите да се вклучат што повеќе можат, дали во некакви движења, невладени, дали во политички партии. Значи не е срамота доколку си член на политичка партија. Секаде во светот тоа така функционира, се е политика во животот. И се надевам дека и права денеска вакви трибини каде што ги мотивираат младите да се вклучат во општествениот живот. Така. Добро, одиме понатаму да ги погледнеме фотографиите од Александра, да видиме што ќе сподели таа со нас и со гледачите. Јас сум малку слепа. Ова е фотографија од бекстејџот кога работев на Крузер. Кој што имавме настапи од различни типови жанрови и ова вечер беше латино вечер и затоа сум облечена така по екзотично со тој цвет. Имавме тука и стилисти кои што ни помага и шминкери и фризури и така ми беше една сладка фотографија. Така тие настапи се како тип на кабаре, нешто кој што се прават по не, тоа не е кабаре, тоа е парти бенд. Како парти. Мада 8 члена сме во бендот, така да
мини оркестар, јас би го нарекла. И сте задолжени за анимација. Да, и сме задолжени за публиката да си помине најдобро што може во тие 7 дена тука на нивниот одмор. Ова е исто фотографија од настап со Националниот камерен оркестар од Битола. Тука мислам дека се моите колешки Полина, Јана Бурческа и Ирена. И тука сме во група како Spice Girls. Да. Јас сум Ginger, сега ги заборавам другите девојки како се вика. Викторија. Јана е Мел Би, Викторија ни фали. Ама Викторија и многу не пее, така да во рете. Јана е Мел Би, Спорти Спајс е Ирена и Полина ми замина. Нема везе, многу добра дружба, многу добри женски бевме. Ова е сега бендот со кој што работам, Боса Undercover. Тука на лева страна се најдува Горан Трифуновски, вака познат на јавноста, од Пеперминт, како и актер. Тука работиме джез преработки, Боса Андер преработки на популарни песни. Така. Во еден поинаква облека им даваме на песните кои што ги слушаме. Не ти е проблем, ги минуваш жанровите. Да. Искрено во тоа најмногу ја уживам. Сакам да глумата ја вклучувам во музиката. Так. Ова е исто Spice Girls, но сега со друга постава. Тука е и Наде Талевска, Јасна Димитриевска, Полина на моја десна страна. Баш ми е чест што соработуваме и со вакви вокали. Наде е една од најдобрите, вака искрено би кажала, во Македонија. И исто ми е мило што и тие можат да влезат и да глумиме заедно. Мислам, искрено беше предобра енергијата на сите овие концерти. Беше ова е еден момент каде што победив Езерски бисери, јасно, без граници, без сивила. Езерски бисери е еден од најпрестижните македонски фестивали за пеење од страна на Надпревар. Порано бил Макфест, но Макфест последниве години е од ревијален карактер и нема повеќе награди ниту победници, но ова беше еден голем поттик за мене да продолжам и да верувам длабоко во себе си. А ова е уште многу сладок спомен од пред неколку години. Ова е фотографија со покоен Марин Бабич и се работи за Бебули 2. Ова беше погонете. Се викаше да водиме љубов, а не војна. Каде што Марин рецитираше и таа поезија се уште јас вака ја слушам на YouTube, има Бебули 2 и може да се слушне, а додека музичарите тука изведувавме така романтични джез песни. Ете можам да кажем дека и Марин беше тој што во мене го препозна тој джез карактер кој што јас денеска прераснав како артист во тоа. Да. Така беше многу исто ова фотографија со Марин и со Љупчо Шилото кој што ми е стварно добар пријател. Иако разликата во годините е очигледна, но воопшто не е битна, секогаш е срцето тука битно и до ден денес музиката не познава никакви граници. И музиката и човечност, би рекла. А музиката е само начин да се запознаат луѓето подобро, искрено. Така, кажа Александра. Добро. Ова е од снимањето на мојот така посериозен спот. Ова е Игор на камера. Ова е бекстейдж во Домот на култура, каде што јас држам некој самострел кој што го најдовме и го убивам тука вампирот, кој што е во самото сценарио на спотот, кој што можеби е добро да се изгледа за да се разбере цела таа приказна вампирска. Ова е исто од еден од концертите со камерен оркестар на Битола, каде што јас влегувам во улога на рокерка сега, не сум повеќе джезерка, не сум ништо друго, тука пеам AC/DC, Thunderstruck. Значи добро ти одат овие трансформации. Да, и некако баш уживам во нив, ја терам публиката да е активна со мене. Ако не е публиката активна со мене, баш ми е се чувствувам осамено. Не сакам да сум осамена. Ова е првата промо фотографија за мојот прв Макфест, значи пред 2-3 години мислам дека беше, која што ја направив за промоција на таа песна. И баш интересна случка, пред некој ден се возев во автобус од Скопје за Штип и ја слушам, сеам баш зад возачот на автобусов и на радио ја слушам Не сакам, која што е стварно
3 години стара и само да се сликам, да направам видео да му пуштам на момчево мое и само гледам возачот ја смени. Не му се вени се. Ама тоа нема врска. Да, добро. Ти благодарам многу за овие фотографии кои што ги споделуваш и искрено кое што го кажуваш. Ова е на некој патување? Ова е Гибралтар. Ова е најмагичната дестинација во светот што имам посетено. Многу специфично место, стварно и кога ги гледаш сликите, не ти го доловуваат стварно местото и оваа карпа што ја гледате зад мене, во неа се движиме. И тоа е и таму престојувале војници, многу кул место кое што не можам да го опишам со зборови, стварно се доживува. Треба да се доживее, така. И тука е морето и Карпава и не знам стварно. Да. Ова е исто MTV концерт исто со камерен оркестар Битола, каде што пеам Тина Тарне, сега влегуваме во блуз фазон. Овај сет е така многу тежок на мене што го носам, буквално се ланци, барем 10 килограми е, така интересно беше. Видуваш да ја доловиш Тина Тарна, така да. Да. Убаво, супер, ти благодарам многу. Одиме понатаму со фотографиите од Урца, да прокоментираме, еве. Ова е фотографија на гости кај нас во шаховскиот клуб дојде Романов, Евгений Романов, еден од најдобрите тренери, тој дечкото со брадичка, иако е релативно околу 40 на години, можам да кажам, одржи мастер клас кај нас, кај мене во школата и беше феноменално искуство, научив многу од него и се обидувам да го пратам во неговиот тренерски развој. Овие се најдобрите македонски шахисти. Секоја нова година на моите ученици приредуваме Дедо Мраз забава. И Дедо Мразот е Орце. И Дедо Мразот секако дека е Орце. И личи на Дедо Мраз. Сите атрибути ги има за Дедо Мраз. Така да секоја година си поклонуваме пакетчиња, си правиме ближи, така да. Тоа е една убава домашна атмосфера во самиот клуб. Ова ми е последна фотографија од пред неколку недели. Го организиравме првиот детски турнир, Бергер турнир до 10 до 12 години. Ова се родителите на шахистите. Овде има деца од цела Македонија, најдобрите таленти до 10-12 години, така се сплотија помеѓу себе, што кај мене се роди едно чувство на дека работа што работаме она вистинската работа кога ги видов родителите сплотени заедно, а децата се надпреваруваат помеѓу себе, се бара победникот, они заедно договараат, прават кои турнири ќе играат, како ќе си помагаат меѓу себе. Сега одиме заедно во Будва на европско првенство, една прекрасна атмосфера, морав оваа фотографија да покажам. Како некој посакуваме те успех на европското. Најомилата фотографија, мојата фамилија, ова е Гораст, мојот син, 25 годишен. Ризик менаџер на Прокредит банка во Франкфурт. Ова е мојата собрука Наташа на нашата промоција од книгата Ајде да играме шах. Играли сопругата со шах? Да, она е шахистка. Кој победува? Останува меѓу нас. Не смеам да кажам. Синот беше првак на Македонија, но е математичар, сега работи и во Франкфурт, заврши дипломира во Бремен. Значи, на вистина кај вас има една традиција шахот. Да, шахот е составен дел од нашите животи. Ова е на мојата најомилена реклама. Да, многу е сладка. Со мојата книга, мојата прва шаховска книга за шах. Така да една убава фотографија која што мене многу ми се допаѓа. Така е. Ова е од збирна фотографија на екипното првенство на Македонија во шах до 10 години. Овие се прваците во екипи. Значи секој турнир завршува со вакви дружења, кај што кај децава добивањето на медал е нешто специјално, мотивирачко. Па признание сепак. И тоа е тој момент кој што ве тера да продолжите понатаму да работите што сакате. Да, секој признание добродојдено. Награда за вложениот труд. Ова ми е најомилата фотографија и тоа ми е фотографија на мојот Facebook профил, која почнував како наставник. Ова е исто така еден шаховски надпревар во училиштето, каде што овде имаме двајца фиде мајстори, тројца голем број на деца. Ова е пред 12 години фотографија. Една од моите омилени фотографии. Сега овде тука е Антон Златков, после ќе се појави на една фотографија, ќе кажам неколку збора повеќе за него. Ова е мојата промоција, мојата сопруга и мојата ученичка Андријана Јаневска, која што ми беше промотор на книгата. Ја поздравуваме и таа пријател на Канал 5 и секако на здраво. Една добрите пријателки, една прекрасна личност, паметна, интелигентна и добра шахистка.
Да. Луѓето можеби не знаат, но таа е одлична шахистка, беше моја ученичка. Ова е првиот трофеј на едно мое специјално дете, се вика Антон Златков. Моментално е FIDE мајстор, 2350 репрезентативец на Македонија, но едно дете кој што израснува во една прекрасна личност. Се дали ќе тргне по стапките на мајка му како лекар или како татко му како инженер или по моите стапки како шахист се ќе покаже. Ќе покаже времето, да. Овој Антон Златков неголем. Голем поздрав до овој млад научник во Ова е првиот што и пеха. одбере. Ова е од минатата година на Олимпијадата во Будимпешта, каде што моето училиште, каде што работев до септември, Јахја Кемал, и јас како наставник таму добивме признание како најдобро училиште во свет за имплементирање на шахов образовниот систем. Ова е Виши Ананд, заслужено. Светскиот првак. Значи ова медал, ова плакета ми е големо значење, зашто ми е потврда за мојата работа во образованието. Да. Добро, тоа беше оние некои позначени Благодариме што сте фотографии. издвоиле слики и од деца кои што во идно време можеби ќе бидат од оваа страна и ќе ги раскажуваат успесите кои што ќе ги постигнат, а и сите оние кои што се уште не се вклучиле, верувам дека може да се вклучат во академијата. Каде може да ви се пријават за да можат да го учат шахот како предмет или едноставно како хоби? Модерната технологија, модерните времиња си го прават своето. Така. Шахот е спорт каде што неговата надоградба со здравањето се прави дома. Значи се учи дома. Новите шаховски велемајстори, Магнус Карлсен, Накамура, новите индици, Ѓукеш, светскиот првак, се интернет генерација кои што целото своето образование го имаат стегнато на интернет, односно онлайн. Така да и мојата шаховска академија Данчевски од 1 октомври почнавме со работа е на danchevski.mk онлайн. Значи нема потреба од патување во гужвите во Скопскиот сообраќај, не може да се стигне од точка А до точка Б. Се приклучувате вторник и четврток од 18 часот се почетници, 19 часот се напредни играчи, а 20 часот се веќе клубски играчи. Се приклучувате на часот почнува онлайн. Часовите по шах онлайн се 3 пати попродуктивни отколку часовите во живо. Концентрацијата е максимална, решените позиции и задачи се огромно и за 1 час поминува за 5 минути. Така, убаво е да се сподели тоа и да се знае. Александар, што може да очекуваме од тебе новости, како дека твојот последен запис на ТВ Спот ќе имаме можност да го видиме по разговорот, но што може во овој период да очекуваме еве во оваа есен и зима од тебе? Па искрено сум многу возбудена да најавам нова песна која што ќе биде во етер од средината на ноември, но надвор од песната сум исто возбудена што таа песна ќе ја проследиме со анимиран спот, кој што мислам, но не сум сигурна, не 100%, мислам дека е прв од таков вид во Македонија, целосно анимиран спот. И навистина сум возбудена да... Дари имаше еден анимиран спот, меѓутоа сега не знам каков ќе биде твојот. Добро. Да. Не, мојот повеќе ќе личи на цртан. Значи целосна приказна ќе има, нема да биде само како артистите што го прават тоа во светот или? Па искрено инспирирани бевме заедно со екипата од Slash, метал бенд, така нешто ќе биде. Интересно. Да, иако песната нема да биде метал, ќе биде блуз, рок, кој што песна заедно ја напишавме со Дамир Пух. Текстот е мој, а музиката е заедничка и многу од мојот карактер во таа песна се чита. Инспирација за текстот бидејќи е ваш. Колега, кој ме нервираш. Добро. Интересно. Секојдневна приказна, Секојдневна приказна. Така, еве кога ја споменајте инспирацијата во однос на како треба да изгледа тој спот, си размислували за некое име звучно би сакала да оствариш, некој дует, соработка, дали од Македонија со некоја естрадна звезда, дали или надвор од границите на Македонија? Искрено тие соништа за соработки ги имав порано, но во овој момент мислам дека мора фреквенциите на едноставно да ни се поклопат, да сме на исто место, да се случи природно. Не сакам нешто да биде форсирано и чисто ради бидејќи тој е добар артист. Да, но можеби не сме добар спој. Еве на пример
би сакала со мојата професорка да имам дует, Така. со Наташа Миха, на пример, бидејќи ја осеќам ја чувствам таа енергија заедничка. Да. Но и тоа треба да биде во добар и даден точен момент. Так. Да, мислам дека и генерално твоите колеги, без разлика помлади или повозрастни генерации во музиката, често пати истото го велат дека едноставно треба да се Спојат енергиите. да се спојат поклопат енергиите и времето кога тоа треба да се направи и да се спои на некој поинтересен начин. Никола, како ќе го поминете вие денешниот ден со гледа, еве, малку работно, условно кажано, денеска во утринска, таков цел ден ќе биде Празнично. Празнично. Да, ќе биде цел ден активен. повторно на некои телевизии, сега со пријателите на кафе ќе отидам после емисија и така ќе биде. Меѓутоа ви благодарам. Да. Меѓутоа ви благодарам многу што еве денеска сте ни дел од Здрава Македонија, што се вели на празник што Ви прифативте. благодарам на вас за поканата. Така, да. Исто да ви се благодарам Орце на вас што издвоивте време, што дојдовте, Александар, исто така и на тебе. Мене ме беше навистина убаво што ова утро се дружевме без разлика и на празник заедно. Верувам и дека на нашите гледачи им го задржавме вниманието со сето она кое што секој од вас го сподели со нив. И ви посакувам многу успех во сето она кое што го работите и да се гледаме за убави работи.